Високите температури остануваат и понатаму, а Институтот за јавно здравје повторно апелира за безбедност. Препораката овој пат се однесува на лицата над 65 години како една од најризичните групи. Од Институтот за јавно здравје советуваат лицата над 65 години да избегнуваат директно изложување на сонце, особено во периодот од 11 до 17 часот, како и физичка активност и подолг престој на отворено во најтоплиот дел од денот, кога температурите се помеѓу 35 и 40 степени. Посебно внимание се препорачува и во домовите. Во периодот од 13 до 17 часот треба да се избегнува користење шпорет, рерна и други апарати кои дополнително го загреваат просторот. Се препорачува просториите да се затемнуваат во ролетни и завеси, а да се проветруваат во периодите кога надвор е посвежо. Доколку се користи климауред, треба да се избегнува прекумерно разладување и нагли температурни разлики. Препорачуваат од Институтот за јавно здравје. Освен сенка, Институтот за јавно здравје советува редовен внес на вода, без да се чека појавата на жет, како и избегнување алкохол и ограничување на пијалоците со кофеин. Лицата со хронични заболувања треба редовно да ја земаат пропишаната терапија и да не ја менуваат по желба. Дали највозрастните се и дисциплинирани? Дома на село, по дворо, седеме си, има сенка, или унетре, клима пуштаме. Подладна сенка, друго ништо. Па под сенка, двоечка обично вода си пиеме. Овие температури ќе останат и во наредниот период, велат од УХМР, што значи дека препораките се до новата состојба. Денес утре и зададре времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Денеска ќе во попладневните часови ќе има и нестабилност со пороен дожд и грмежи на места. Денеска температурата ќе биде до 38 степени, вторник и среда до 40, четврток и петок ќе има услови за нестабилност, значи ќе има врнежи од дожд, грмежи, засилен ветер, четврток и петок, а на места ќе има услови и за невреме.